Како да ги избегнеш нечестите грешки на своето прво работно место или пракса? Само во оваа стара епизода. Вашите менаџери најверојатно не припаѓаат на вашата генерација Z, значи постари се од 30 години. Ќе откриеме што никако не сакаат, а што очекуваат од вас. Иако не го совладате ова, тоа може да ве чини напредување, можеби и самото работно место. Дури 75% од менаџерите рекле дека не сакаат да вработуваат Gen Z, и тоа само поради 3 причини. Ајде да ги поминеме поред и да ги разбиеме митовите. Недостаток на мотивација. Менаџерите очекуваат младите да бидат како супермени, не да знаете се, туку да вложите екстра труд, енергија и да покажете дека ви е грижа. Зошто? Затоа што сте млади, полни со енергија и дури сега влегувате во играта. За да растете ви треба повеќе тренинг, повеќе докажување, повеќе залагање. Замислете спорт. Можеш да бидеш најголем талент, но ако на терен не даваш 110%, ако не покажуваш желба и борба, тренерот брзо те праќа на клупа или пак ти дава црвен картон. Но запомнете, мотивацијата не доаѓа само однадвор. Ако самите најдете причина зошто некоја работа ви е важна, искуство, нова вештина, контакти, област, полесно ќе го издржите и она што е напорно. Сметаат дека Gen Z има слаби комуникацијски вештини. Постарите генерации сакаат директна и брза комуникација. Ако некој ти испрати имейл, порака или задача, тоа значи ми треба брз одговор. Доцен фидбек, игнорирање само син или слично е еднакво на фрустрација. Едноставно е. Но и вие имате право да побарате дополнително објаснување, пример или контекст. Фидбек не е само критика, туку алатка да учите побрзо. Недостаток на професионалност. Океј, звучи комплицирано и општо. А што значи конкретно? Еве листа на забелешки како да ги избегнете. Организација и фокус. Иако сте почетници, се очекува да испорачате на време. Користете Google Calendar, to-do листи, белешки, но имајте систем на задачи и рокови. Информираност. Менаџерите сакаат кога знаете што се случува во индустријата, конкурентноста и трендовите. Бидете мини Википедија, така покажувате дека сте сигурни и вредни. Приватно наспроти деловно. Бизнисот не е терапија, ниту средно училиште, никого не го интересира колку сте спиеле или која серија сте ја гледале. Деловно е еднакво на деловно, приватно е еднакво на приватно, сори. Работа под притиск. Старата школа вели дека младите треба да се фрлаат во оган. Да, понекогаш ќе биде тешко, но и тоа начин да учите побрзо. Почитување на искуството. Менаџерот има повеќе знаење и очекува почит. Наместо борба, јас се знам, најди ментор и учи, тоа носи плюс поени. Скромност наспроти ароганција. Амбицијата е супер, но ако мислиш дека си најпаметен, нема да се развиеш и ќе бидеш токсичен за околината. Скромноста не е мана. Грешките се нормални, ги правели и самите менаџери. Но истата грешка да ја направиш 2 пати значи дека или не ти е гајле или дека можеби не сакаш да научиш, и двете се рефлек. Затоа секогаш слободно прашај за појаснување или дополнителни примери. Одговорност. Најголем минус е кога ја префрлаш вината или бескрајно се оправдуваш само дека ти не си виновен. Тоа е небитно. Ако задоцниш на ивент, не е битно што имало гужва. Битно е дека не си дошол на време. Accept and move on, и следниот пат дојди си порано. Но имајте на ум, и фирмите имаат обврска да дадат јасни задачи, онбординг и основна поддршка. Тоа не е бейбиситинг, туку нормална пракса, и ви имате право да го барате ова. Статистиката вели дека Gen Z бара најмногу внимание и очекува дополнителна грижа, но светот на бизнисот нема време за бейбиситинг и реално ниту ви треба. Бидејќи имате огромна предност, подобри сте со дигиталните алати, вештачката интелигенција, социјалните мрежи и следење на нови трендови. Тоа може да биде вашата суперпауер и да ја импресионирате фирмата. Меѓутоа, ворете да поставите здрави граници и да внимавате на себе и на вашето ментално здравје. Разговор и искрен фидбек со менаџер или HR лице е сосема нормално, а не сите фирми се здрава средина. Затоа избирај објективно. Ако не можеш да се прилагодиш или стресот е постојано преголем, најди околина што ти одговара повеќе.
Можеби некои работи ти звучат глупаво или престрого, но подобро е однапред да знаеш на што да се подготвиш, затоа што светот на бизнисот се уште изгледа вака. На крајот од денот, твоето знаење плюс твоите вештини плюс твојата приспособливост ќе те однесат до успех. А тука си нашите Стар совети епизоди за да ти помогнат. Среќно и само напред!